FM Врева. Така, FM Врева на Радио Слободна Македонија, 8 минути по 15 часот. Одиме со веќе најавениот гости на Благојче Наумовски бан, академски сликар, денеска во FM Врева на Слободна Македонија. Негова максима е: секоја материја во универзумот се базира на геометриски форми. Банем утре вечер во Флукс галеријата во Скопје со почеток во 20 часот ќе отвори својата изложба Позитив негатив, која што е подкрепена од Министерство за култура при Влада на Република Македонија. Благојче, добар ден, довредете во FM Врева за повтор пат, меѓутоа прв пат во живо. Да, добар ден, добро е вака да ве видам во живо, да поразговараме малце. Поинаква енергијата која што циркулира помеѓу нас. По телефон, друго е вака. Така. Ајде да позборуваме малку за позитив негатив. Дали е вистина всушност дека секоја материја во универзумот се базира на геометриски форми според светогледот на Благојче Наумовски бан? Според мене да, или според многу источни мислители, според многу филозофи, според многу научници, така тоа е научно докажано дека се е геометрија. Едни ќе речат света геометрија, која што има многу подлабоко значење, други ќе кажат геометрија, секоја форма во универзумот е геометриска, во самиот наш свет се базира на геометрија, дури самото човечко тело се е геометриско, точно сразмерно. Така да јас ја искористив таа проблематика, условно кажано проблематика која што долго време ме провоцира и решив преку еден мој начин да ја представам во моите дела. Така, 16-та поред ваша самостојна изложба Позитив негатив преобразби во Флукс галерија во Скопје утре вечер ќе биде отворена во 20 часот. Ајде малку да позборуваме за Позитив негатив. Значи, колку време е работена ова изложба, во кој временски период ја работевте и колку дела содржи? Па ова изложба, концепцијата, односно самата концепцијска поставка, идејата е работам скоро една година. Како да се дојде до едно дело, скицирање, идеја и така натаму истражувачки методи. Така што делата многу брзо ги имам изработено за 2 месеци. Самите дела се направени, се работени на цртежи на лим и цртежи на дрвени плочи. Ги скомбинирав, одам како што нели работам со геометриски форми, представувајќи ја светата геометрија, така да и во самата поставка решив да тоа биде така символично прикажано преку, односно симетрично поставено преку делата. Се работи за 26 дела. Работени за 2 месеци, изработени, така за 60 дена. Да бидам најчисто искрен, за 1 месец се изработени. Продукцијата секојаш брзо е работам, кај мене предходит идејата пред делото, односно на што се базира концептуалната уметност, каде што е поважна идејата отколку визуелната представа, но кај мене и двете се споени, и идејното и визуелното. Значи цела година се раѓаше изложбата во вас, ја извадивте за само 1 месец Позитив негатив преобразби, утре вечер Скопјани ќе имаат можност да ја уживаат. Да. 26 дела. Велите, геометријата е екзактна наука, не остава ништо на случајноста, освен своите аксиоми може да се оправда се што учи, прецизна е, дефинитивна, со неа ја купуваме и продаваме нашата земја, ги навигираме нашите бродови среде океанот кој нема патека, предведуваме еклипси, го мериме времето и така натаму, темелите дека лежат над математиката, геометријата и така натаму. Значи, можеме ли малку да ги подобјасниме овие 26 дела? Велите, на лим ги правевте и на што друго и како всушност ги создававте? Јас гледам тука геометриски форми, пред себе го имам постерот како најава за она што ќе следува утре вечер во 20 часот, преобразби и така натаму. Значи, геометриски форми, гледам дека е работено со шестер, со линиер, со што друго? Што се користевте за да ги направите овие 26 дела? Само се со обично лењирче, школско лењирче направено и со други помагала во домаќинството. Дали со ова некои чудни тајни мапи? Не, нема одење на тие илуминацијски работи. Не навлегуваме во мистери. Овде се оди стрикно на она што всушност самата света геометрија се базира, на мистерија. Ајде Таа е малку да повеќе позборуваме за метафизичка. светата геометрија. Како всушност се раѓаше изложбата во вас? Изложбата се раѓа многу одамна, не само таа и предходната. Сите се на некој начин поврзани. Секоја ваша изложба тоа што 16-та поред на дополнување на предходната? На дополнување. Тоа е една приказна која што продолжува. На почетокот кога започнав да спојувам на некој начин наука со уметност, почнувајќи од мојата магистерска изложба во Музеот на современа уметност, визуелноста на просторноста на квантумот,
каде што тогаш почнав да работам со енергијата, условно кажано, односно со начинот на кој што таа се движи, представена преку едно уметничко гледање. Така. Преку инсталации, цртежи, објекти, така натаму и така натаму. Сето тоа резултираше понатаму да се раѓа во нова концепција во различни медиуми. Од инсталации светлосни премина на хартија цртежот, потоа премина на рентген снимки, за сега да се заврши на сосема друг медиум. Така. Толку далечни, но толку блиски медиуми, метал и дрво. Металот и дрвото се обесени над зид или ги имаме некако слободно да висат во просторот? Обесени над зид, поставени над зид. Поставено е буквално позитив, негатив ситуација. Самиот лим, кој што е тенок 1 мм, визави дрвената плочна, кој што е дебела 5 мм, поставување на позитив, негатив ситуација во однос на цртежот. На едната страна имаме позитив, на другата страна имаме негатив врз дадениот цртеж. Како таа енергија што ја представувам врз графикони, символи, кругови, геометриски форми, дел од светата геометрија, сето тоа е еден пат кој што се движи низ галеријата хоризонтално и почнува од круг и завршува со круг. А кругот е или не е тркалезен? Според Милчо Манчевски, кругот не е тркалезен пред дождот. Па, ке треба си го провери видот, господино. Благојче Нумовски Бана дипломираше на Факултетот за ликовни уметности Скопје во класата на професорот Рубин Корубин, тоа значи класично сликарство. Во 2009 година магистрираше во класата на професорот Јован Шумковски, од 2007 година е член на Друштвото на ликовните уметници на Република Македонија. Во моментов работи како асистент на Факултетот за арт и дизајн и професор, така, при Европскиот универзитет на Македонија. Како што кажавме и пред малку, уште еднаш ќе повториме дека Благојче Нумовски Бана има реализирано навистина многу, поточно 15 досега. Утре вечер ќе му биде отворена 16-тата самостојна и многу групни изложби низ земјава. Меѓутоа исто така Благојче Нумовски Бана има представено со својата уметност и ја представува Македонија со својата уметност. Досега има представена всушност во Германија, Словенија, Соединетите Американски држави, Франција, Израел, Чешка, Полска, Бугарија, Косово, а има учествувано во перформанси на ликовни колонии. Благојче, што е повозбудливо, да се биде дел од ликовна колонија, да се биде дел од групна изложба или пак можеби самостојно да се изложува? Каква е енергијата, каков е процесот на креирање на тие или тоа уметничко дело? Па видете, да се биде дел од колонија е нешто сосема друго. Таму се запознаваш со нови луѓе. Така, меѓутоа творите на одредена тема? Да, не. Се твори, секој уметник твори, некои се тематски, некои такви збиднувања не се тематски, се твори врз основа на нашиот печат, нашиот стил. Така. А во однос на група, како дел од групата Арт Институт, добро, таму е енергијата сосема поразлична. Така. Тоа е нешто што мора да го искусат новите генерации, како и старите генерации кои што поминале. Така, од 2009 година, значи сте дел од групата Арт Институт. Што правите како Арт Институт и кои сте тоа вие? Арт Институт официјално постоеше од 2009 година до 2012, крајот, почетокот на 2013 година. Така да ние бевне доста млади уметници собрани, една голема енергија на уметници, почнувајќи од ликовни уметници, филмски, драмски, па и тука направивме еден мал културен центар во стариот геолошки институт, кој што е сега урнат, и таму беше нашето збиднување, таму правевме изложби, во месецот по 2 изложби се правеше, соработувавме со странски групи, значи тогаш беше еден период на оживување на младата културна сцена. Не викам дека сега не е, но тогаш беше поголема енергија, тогаш имавме своја публика која што постојано доаѓаше во самиот институт да не гледа додека создаваме дела, да се дружиме и на крај да го видат финалниот производ од изложбата. Тоа е нешто што многу ретко сега го има тука. Така. Изложбата утре вечер во 20 часот, значи најновата изложба Позитив негатив на Благојче Нумовски Бана. Се разбира, сите сте добре дојдени да бидете дел од неговата 16-та самостојна изложба, ќе биде отворена во Флукс галерија во Скопје. Бана, сите оние кои што утре вечер можеби од некаква причина ќе бидат спречени да дојдат на отворањето, до кога ќе имаат можност да го проследат позитивот, негативот и сите оние преобразби? Па, изложбата ќе биде отворена, би требало до 15 ноември. Така сме договорени со Горан Менков, кој што ја држи галеријата, воедно е наш ликовен уметник исто така. Така што сите што ќе бидат спречени може да ја посетат секој ден до
од 12 часот до 7 часот во Уште да ги галеријата Флукс. позиционираме, значи конкретно каде се наоѓа локацијата која? Конкретно, локацијата е на партизански одреди после Неуромедика клиниката. Веднаш до Неуромедика, пред Брос кафе, самата галерија Флукс. Колку са? Тука колку само реклами кажавме, добро вари, Да, значи. може малце да рекламираме, добро, зошто да не. Добро, сега тоа е друга прика, значи Флукс галерија Скопје 20 часот до 15 ноември ќе имате можност да ја проследите изложбата Позитив негатив преобразби. Бана, што е следно? Дали веќе работите во себе си, се разбира, кажавте дека првен ги работите изложбите во себе, па потоа ги вадите надвор од вас и на крај како трета етапа е изложувањето пред публика. Работите ли во себе на Па секој 17-тата? автор мислам дека работи во себе, јас секогаш работам, постојано, константно. Секојдневно со студентите додека им предавам, додека правиме вежби, постојано работам и со мене, учам од нив, а исто така им давам знаење и учам од нив и работам за едните проекти. Секојдневно тоа се работи, се развива идејата, така се прави еден процес на креирање на уметничко дело, изложба, па дури и дизајн, методологија на дизајнирање. Така да мора да се работи на тоа, да се прати се што се случува во уметноста, да се има широко гледиште Така. на уметноста денес тука, кај нас и во светот, и секако да се биде провокативен. Така, дали сте вие сведок на времето во кое што живеете? Да. Дали вашите дела сведочат Тоа ова се време, трудам. токму сега што го живееме? Да, тоа се трудам да дадам еден печат во времето кое што живееме, да нема по дежаву ситуација веќе видено, да се оди на некоја нова проблематика. Јас имам една проблематика, некој автор има друга проблематика. Јас Така. мислам дека науката и уметност има многу големо полет за истражување тука, без И разлика да... симбиотски се неверојатно поврзани во вашите дела. Да. Така. Значи, тоа е нешто што ме фасцинира веќе 7 години и се уште ме нема оставено, но секако нема да бидам досаден. Постојано менувам, одам на филм. Светата геометрија исто се уште во фокусот на вашето внимание. Светата геометрија почнува да досадуваат. Аха. Време Да време е смените. да се смени, доволно беа потрошени, но додека не го заокружам целиот процес, секако ќе работам на неа да видам што уште може да излезе од некако провокација, бидејќи уметноста е провокација, ние мора да испровоцираме, дали позитивно, дали негативно. Никој не сме да остане рамнодушен на вашите Ако дела. остане рамнодушен, или нешто до мене не чини, или до рецепиентот. Така. Благодарам многу за гостувањето во ФМ време на Ви Слободна благодарам и на вас за Македонија. поканата. Ова беше Благојче Наумовски Бане денеска во ФМ време на Слободна Македонија. Повторувам уште еднаш, што вели секоја материја во универзумот се базира на геометриски форми, а неговите геометриски форми срочени во 16-тата изложба Позитив негатив преобразби ги имате утре вечер во 20 часот во Флукс галерија Скопје. Музичка, дијамантска, сложувалка на радио. ФМ Врева на Радио Слободна Македонија.